Премиерот на државата и лидер на владеачката СДСМ Зоран Заев во интервју за весникот Коха истакна дека е против одржување на предвремени парламентарни избори заедно со локалните, посочувајќи дека тоа би било штетно и за граѓаните и за економијата. Во отсуство на суштинска аргументација, не треба да има предвремени парламентарни избори и по 2 децении, ред е да одиме на редовни во 2024 година со цел да се даде шанса економијата да живее, да функционира општеството и граѓаните да си го планираат својот живот и својата работа. Истакна премиерот Заев во интервју за весникот Коха. Од друга страна, лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пред 2 дена од Штипушт еднаш истакна дека нивна задолжба е итна промена на власта. Час поскоро треба да се промени оваа власт, дали тоа ќе се промени со ново парламентарно мнозинство или со предвремени парламентарни избори, ставот на ВМРО ДПМН е јасен и повторен многу пати во минатото. ВМРО ДПМН досега неколку пати најавуваше промени на парламентарното мнозинство, нешто што Заев во интервјуто за Коха го истакна како невозможно да се случи, исто и како предвремените парламентарни избори. Сепак што за една ваква можност сметаат аналитичарите? Дали е можно? Секогаш е можно тоа, но ја тешко би верувал дека ќе имаме локални заедно со предвремени парламентарни избори, освен ако за тоа процени мнозинството дека е потребно. Сепак и за да излезете на предвремени парламентарни избори ви треба мнозинство, а не гледам такво расположение кај актуелното мнозинство да се оди на такви комбинаторики. Во однос на кандидатите за локални избори и Заев и Мицковски најавија квалитетни и интересни кадри, а и во СДСМ и во ВМРО ДПМН следува период на теренски истражувања и анкети за нивен конечен избор.